Почитувани сограѓани, драги и сакани кавдарчани, ве повикувам утре на голем народен митинг на 30 септември во 20 часот на градскиот плоштад, каде ќе има обраќање премиерот на Република Македонија господинот Зоран Заев, јас како кандидат за градоначалник и носителот на советничката листа доктор Виолета Димитрова. Голем народен митинг на кој што ќе ја презентираме нашата изборна програма и на која што ќе ги кажеме нашите идни цели и задачи кои што сакаме да ги реализираме идните 4 години како власт во локалната самоуправа на општина Кавадарци. При тоа, уште еднаш ја користам приликата во периодот кој што останува до крајот на кампањата, до изборниот молк, ги повикуваме медиумите да направиме напор и да имаме неколку заеднички соочувања, односно ТВ дебати на регионалните и на локални телевизии во општина Кавадарци или оној медиум кој што ќе упате покана до нас како кандидати. Мислам дека е тоа одлична шанса да го подобриме, да го зајакниме демократскиот капацитет и на општеството во кое што живееме, а и на гласачот, на електоратот, да им упатиме порака и да им дадеме шанса да одлучат за тоа кој кандидат е најдобар во оваа предизборна трка. Од моја страна, официјално, и тоа веќе сум го кажал неколку пати претходно, ги давам сите можни гаранции дека нема да се служам со лични дисквалификации, лични навреди или било какви подметнувања во текот на таквото телевизиско соочување. Моја единствена цел и во оваа кампања и во сите претходни кампањи и понатаму во политичкиот ангажман ќе биде да ги представам нашите програмски определби и да им укажеме на граѓаните што е она што сакаме да работиме како локална самоуправа во следните 4 години. Од тој аспект ги повикувам нашите политички противници, во овој случај против кандидатите кои што се од различни политички партии, да се охрабрат и на една од телевизиите во еден или во неколку организирани такви телевизиски соочувања да бидат дел од нивната промоција, а не од нашата промоција на изборната програма која што треба да ја презентираме пред граѓаните. Со тоа укажувам на тоа дека мора да го подигнеме и степенот на политичка култура, но на некој начин и да им овозможиме на граѓаните преку тие соочувања да имат појасна слика за тоа кој е вистински избор за градоначалник и за мнозинство во Советот на општина Кавадарци.